Добар ден, драги гледачи, Црвена линија почнува, сите насмејани, спремни да дискутираме на темата што Тина ќе ви открие за кратко. А секако темата за која што ќе дискутираме не за сега сите. Кога ќе се направи еден осврт на тоа како се справува народот, односно како може од крај до крај да го издржи месецот, тогаш одлучивме денес во Црвена линија да ве прашаме следното. Факт, ниски плати, а скапа живеачка. Граѓаните бараат се повеќе дополнителна работа. Па како до дополнителна работа, односно како да се зголемат приходите од први до први, за да може секој да издржи. Секако сакаме на 0230766777 да ни откриете дали може би вие сте оние кои што веќе работат дополнителна работа, односно работа плюс, и меѓу другото еве како менаџирате, како се справувате и дали си одзимате многу повеќе од своето слободно време со цел да можете да го преживеете месецот. А тоа не е се што ние прашуваме денеска, исто така ние на нашите социјални мрежи, на Facebook, Црвена линија, исто така и Instagram, го поставуваме нашето анкетно прашање, кое гласи: ниски плати, скапа живеачка. Дали имате потреба од втора плата? Денеска исто така две опции за гласање се да или не. Вие одбирате на тие две опции, а ние после рекламите ги објавуваме крајните резултати. Но секако и кога ќе задзвоните на телефонскиот број 02-307-6677, очекуваме да ни одговорите на нашето анкетно прашање. Повечекуваме. А сега што предлагам е да видиме што вие вечер не смете да пропуштите. Интервју со лидерот на ВМРО ДПМНЕ, Христијан Мицковски. Гледајте топ тема со Снежана Лупевска Созен во 19 часот и 15 минути. Така. Ете, повторно сте со мене и Тео, за оние можеби кои што малку подосна се вклучија една минутка плюс, да ве подсетиме дека на 0230766777 денеска зборуваме на темата кој и колку се бара дополнителна работа со цел да се обезбедат повеќе средства да се истурка месецот. Ние во дека имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Целно. Добре, мислите Поздрав да и до вас. Денески дека платите се ниски, животот е скап, али искрено да ви кажам, тие сите овие ситуации кои се наоѓаат во Република Северна Македонија не потекнуваат од самата држава, потекнуваат од цела Европа, од цел свет, затоа што струјата, енергијата, здравствените состојби кои нас во овие 3 години не натрупаја, дојде до овој степен да личните доходи паѓаат, се покачува се оно што треба за храна, за плаќање. Така, тоа е факт, но еве, дали можеби вие никогаш сте имале потреба да работите дополнителна работа, дали лесно се наоѓа? 30 години во полиција сум работел и таа работа мене не ми дозволува поќе да работам после сепак кај нас ние одиме многу млади во пензија и не ни дозволуваат после одиме во пензија да работиме. И колку имаме, толку ќе трошиме, толку ќе јадиме, толку ќе пиеме. Така да, поново сега од државата ја се надевам дека како еден заштитник на граѓаните на Република Северна Македонија ќе излезе со некои мерки за да на некој начин го олесни сите оние ценовни шокови кои сега се назначуваат и за струја и за други работи. Со тоа државата треба да застане и да му помогне на сите граѓани. Благодарам за вашето мислење. Секако наредни 90 секунди ќе ги препуштиме на новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Вие сте? Да, на линија сте. Благодарам. Па вака, јас моето размислување следното. Дека е тешко е, дека нашиот личен доход е многу мал и не може да ги задоволи потребите. Кога ви погледнале дека кошничката е 34 до 38 милијади денари, просечната плата е испод 30.000 денари, стварно треба да се размислиме и да побараме негде и од некаде да можеме нешто, барем колку може да допринесеме и да донесеме дома некој што се вика некој дилер, некој производ и така. Меѓутоа, по моје размислување,
добро и можно е да се вратиме назад во расторените кокички, во расторените барчешки, да почнеме да произведуваме на своја барчишка, на своја кукичка и на тој начин од една страна тоа нема да го платиме чири за земја, чири за куќа и на нешто произведен патиџан, пипери и така натака, сите тие прехранбени артикли можеме. На времето кога бе помлад работев, има овоштарник плюс од оно што се заработува, има овоштарник, тоа време и сега не е исто, но сега е уште потешко и затоа сматрам сите треба да се вратиме назад, да произведуваме ако сакаме да обстанеме. А обстанокот е многу тежок, бидејќи и секаде нема услови тоа да се направи. Може далечината од живеењето и други. Благодарам што ја искористивте можноста да зборувате во вашите 90 секунди и да земете учество во Црвена линија. Секако во продолжение очекуваме и да не се јават оние кои што можеби веќе работат дополнителна работа, и оно што е круцијално дека таквите луѓе се лишуваат од можноста да имаат слободно време, особено некои работат и за викендите. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Добар ден и поздрав за вас и за гледачите. Сакам да напоменам за ниските примања. Така и потребата од барање дополнителна работа. Да. Мислам дека не се ниските примања многу ниски, како понекогаш што биле многу пониски. Инфлацијава сега нормално е дека... Да, но забележани се големи поскапувања, особено на храната. Да, тоа не е наша вина, тоа не е ни на влада, не е ни на општата одржава, тоа во цел свет владе. Тоа поскапувањето не е само наша, мислам, Македонија загрозена. Меѓутоа, ние сме многу алчни. Како мислите? Сметате дека сме алчни? Колку ни е алчни? чергата, толку нозете да си ги плужиме. Значи, ние сакаме пекуле погача. Кога има инфлација, треба малце да се штеди, а не да се разфрламе. Оние кои што имаат 18.000 денари, како можат да го истуркаат месецот? Добро, тие што имаат минимални, да, нека се поведе сметка од владата, нека си ги реши тие проблеми кои имаат стварно социјални случаи, тоа било и ќе си продолжи. Нека се решат тие проблеми. Ама има луѓе што имаат стварно големи пензии, големи плати, и сега они живеат некаков си стандард, а овие со ниски примања треба да им се помогне. Јас не викам дека не. Благодарам што се вклучивте и напомена, секако не заборавајте на 90 секунди, затоа и тајмерот имате можност да го видите на екранот, за да можете да си го менаџирате времето на излагање на вашиот став. Така, сега време го слушаме нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Да, вие сте? Дека ми рекоа имало некој пред мене, па за тоа. Еве, вие сте наред. Вие сте. Заврши гледачката, сега сте вие. Видете вака, проблемот со ниски плати и скапа живеачка не е проблем у владата и у парламентот. Проблем е у нас самите. Ние што гласаме, што ги носиме на власт, тие, да не ги кажам со погрден збор, бидејќи стално санкционирате. Инаку, народот си е кабетлија за сите овие работи. Да беше некој друг народ, револуција ќе направеше. Ама какви сме, што сме, така створени. Значи се пројави себе у таа гунгула. Само ради тоа се ниски плати, скапа ни е живеачката, а додека браќана што се у власта, знаат и у Дубај да потрошат 15 милиони евра за вилички таму, за имоти, некои куќариња, здравнички станови. Ама за народ нема плата, нема покачување, скапа живеачка, зејтинот отиде за Албанија. И што понатака да збориме? Тоа е. Сте работели ли дополнителна работа, еве? Да, имате ли потреба втора работа? Но? Дополнителна работа сте работеле, работите, можеби, какво е вашето лично искуство? Види вака, ако не е таа, ја ќе не можам да зборам сега со вас, ќе бев на банкрот. Али не е финта, таа е дополнителна да работам. Поздрав. Благодарам, поздрав и до вас, останете со Црвена линија. Со нетрпение очекуваме да слушнеме и искуство, односно некој кој што
Може би во моментот веќе работи дополнителна работа на онаа која што му е примарна. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот, за да може јасно и убаво се слушнеме. Па пак е пробам. Добар ден. Ево уште едно добар ден од нас, црвена линија. Добро, одиме сега со она што на оваа тема го коментира Твитер заедницата. Токму така. Одиме со првиот пост. Одиме со Твитер постови. Првиот пост вака гласи: реално, работам парт-тайм, втора работа, кратко и јасно, од Козме Глу. Идеме од следна. Не можем да работам втора работа, зашто по закон не смело да работам повеќе од 40 часа. Изгледа газата не го знае тој дел од законот, па затоа работам 200 плюс часа. И со последната објава за сега. Ете, имаме гледача, секако ви имате предност. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убаво ве слушаме. Па еве, какво е вашето искуство со... Зашто дополнителна работа? Нема потреба. Добро, што има потреба тогаш? Која забелганост? Зашто дополнителна работа? Ете, некој нема за живеачка. Законот на Република Македонија колку часови треба да се работи? Се поголем е бројот на луѓето, покажуваат статистиките кои што бараат дополнителна работа за да го зголемат обемот на примања во Немам рамките. други зборови. Ова е стварно забелганост. И од емисијава вашето прашање. Пријатно. Ајде, пријатно. Добро, Благодарам што некој еве сајте. цениме, се разбира, секое мислење е добре дојдено. Некој смета дека дополнителна работа е нели безсмислица, дека воопшто нема потреба од тоа. Но затоа имаме многу луѓе кои што барат, па еве ќе откриеме дека некои нагласиле дека бараат дополнителна работа од 20 до 25 часа неделно, со тоа што врските би ги обавувале наутро или пак навечер. Се разбира, тогаш кога се повеќе слободни. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало? Добар ден, вие сте во црвена линија, повелете. Како до... Дали се слушаме? Јас се слушам, дали сум јас на линија? Вие сте, Така да, да. ве слушаме одлично, повелете. Почнете. Ама зборува некој пред мене. Не, вие сте. зборувате. Продолжете. Добро, веќе се ги случило баца, добро. Вака видите. Бара дополнителна работа. Тој што бара, не работи, ни првата работа не работи. Па добро, сега никој не би се слагал со тоа, секој си има како своји потреби за наоѓање втора работа, за А секако втора живеачка. работа да зима пари, а да не работи, тоа бараат они. Сметате Јас дека... ќе му даде, јас ќе му дам нека оди нека работи таму. Цела земја необработена, бараме втора работа. Што треба? Да седи да пишува. Сите не имаат можноста да обработуваат земја. За жал, еве, како сметате, исто имавме гледач кој што рече дека е пожелно да се вратиме кон земјоделието и обработка на површина. Абе, јас кога сум имал потреба работи в земја, работи, господјо. Така. Јас бев на раководно место и работи земја, жена ми беше исто на раководно, работиме земја, работевме. Така. Не ми беше страм да испаднам од криза која што има по моментот. Да, добро. Они бараат, ама барем молат Бога да не најдат. Тој ми е само изговор. Добро, И имате да биде уште... некој друг крив. Добро, сепак тема е многу дискутабилна, па затоа и вака ја прашуваме вашето мислење. А еве на анкетното прашање, сметате ли дека имаме потреба од дополнителна работа? Секојаш има потреба од дополнителна работа. Има работи кои што не може да работи. Јас сум и приватник работи. Така, благодарам што се вклучивте и еве напомена 90 секунди. Се надевам дека целосно ќе ги искористите и ќе внимавате на тајмерот за да не бидете исклучени од него. Како и да е, продолжуваме со црвена линија. Може би некој повторно ќе се јави, па ќе продолжи со своето излагање. Така е, добар ден. Ало, Да. Добар ден, црвена линија. дали ме слушате? Ве Одлично ве слушаме. слушаме, повелете.
дополнителна работа, мислам дека работа тие баш што имаат. Нака земат малце дека ги стегнат младите, да не седат по кафичи. Ја живеам во автокоманда, кафичот е полн по сладкари, а се жалат дека немаат работа или дека нема плат. Има работа за секого. Сега ќе го спомнам, интервјуто го гледав завчера од Вучич. Вучич вика вака: дали сакате поголеми плати или сакате да имаме зејтин, енергија, да запослуваме повеќе и да имаме лед. А нашиве сакат да седат за време на таа работа што им е од буџет или претежно од буџет, си се шетат, а после одат на дополнителна работа. То не е во ред. Треба сите да си седат на работно место си работат. А за дополнителна работа може некој ете што е социјално загрозен. Меѓутоа тие што се социјално загрозени чекаат од државата да им даде социјална помош. Нака гледа да се запослат и да гледаме да имаме леп, како се рече Вучич, нови запослување, струја и жито, а не дополнителни работи да кажуваат. Фала, пријатно. Благодарам и од Црвена линија што земавте учество во оваа денешна дискусија. А Твитер заедницата, ете повторно ќе се навратиме на неја, има своји коментари. Така, па ги прочитаме. Ова е коментар од Плава. Ете, решив втора работа да работам, само за да не мислам на него. Ама мислам дека и тоа ќе биде џабе. Секогаш ќе ми шета низ мислите и одиме со уште една објава. На Бензема малку ме платата во Реал, па мора и втора работа да работи. Ете го Карим Бензема. Ете, малку одвоивме едни од похумористичните коментари на Твитер, но како и да е, време е да се осврнеме на следното излагање, кое што во моментот ќе го слушнеме. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија, повелете. Добар ден. Добар ден, намалете го тонот на телевизорот, за да може јасно и убаво се слушнеме. Дали се слушаме? Ете. Ете ве слушаме, добар ден. Јавувам од Битола. Голем поздрав до Битола. Еве како е во Битола, има ли побарувачка дополнителна? Видете, јас сум 75 години човек. Добро. Продолжете. Работа в Австралија 12 години. Добро. Се вратив овде, створив фамилија све и почнав да возам низ Европа. Добро. И си насадив во штарници и во Европа возев и дома си идев и ги одржавав овие овоштарниците. И се беше платено, се беше подкупено. Ама сега не знам шо е ова, никој не ќе да работа ништо. Дали може би барате вие работници? Не, јас сум сега готово, заврши со така. Сега уживате во плодовите на својата работа. Во пензија, сега. Добро, еве, например, сте живееле во Австралија, таму младите работат ли по неколку? Таму младите од 17 години почнуваат да работат. Една, две, три работи, не знам. Студираат и работат. Студираат и работат, така. Овде нема овде. Добро, благодарам многу. 90 секунди што издвоивте од вашето време за да продискутираме еве со вас и вашето искуство. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Еве ќе се обидеме уште еднаш. Добар ден, дали се слушаме убаво, Црвена линија? Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушаме. Скендер од Чаир. Голем поздрав. Голем поздрав. И јас ве поздравувам. Благодарам. Ајде да сватиме што значи прво скапа живеачка. Така и барање на дополнителна работа. Еве, вие во животот сте работеле само една работа, не сте имале неопходност од дополнителна работа плюс? Многу ми е мекоците во зборувањето. Се извинувам. Да ви кажам што значи скапа живеачка, тоа прво сакам да кажам. Добро. Работе во Словенија имав таа можност од 80 до 90 години. Тамо немаше ни едно земјоделско стопанство, или калка на земјоделци да кажеме,
што нема барем 1 тон. Минимум 500 кила до 1 тон компири во подрумот. 2 прасиња заклани во која беше време се кулат, 1 теле. Луѓето има, значи, месо, жито, све средено. А пазете, цела фамилија запослена. Сите беа во државни фирми. И си одржува околу, значи, тоа земјоделско стопанство, кај они само гледа кај дидат на одмор, дај да купат некој стан негде. Добро. Значи, начинот на размислување, што значи стандард. Ние мислиме, ако чувам 2 крави во село и ќе имам стандард, луѓе, треба да работиме 24 сати, 22,5 сати, сат и по да спиеме, ако сакаме нешто да постигнеме. Тоа кај нас е, како ти кажем, ова, патаморгана. Ние сакаме, ќе влезам во државна работа и све ми е обезбедено и летено. Така, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Ајде малку сега да одиме повторно на оние кои што твитаат. Така, но овој пат нема да отиеме на Твитер, овој пат ќе отиеме на Facebook. Имаме порака, нормално за тема од Гордана, кој гласи: бараат работа, ама не ќе да најдат. Има многу лежачи, чекаат плата, други им да им дадат. Сите ниви станаа пусти, никој ни за себе не сака да работи. Мрзив народ. На 023076677 вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. Пак златно правило, намалете го тонот на телевизорот. Се спушти слушалката, но еве ќе напоменеме дека на едно 4-члено домаќинство. Доп, мислиме како Ве имаме ли на линија? Добар ден. Имаме. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Добро недело. Ве слушаме Црвена линија. Телма, чекај се, уди. Вие сте во Црвена линија, се надевам дека не слушате. Ништо. Секогаш еве мора да напоменеме, без разлика колку пати да повторуваме, намалете го тонот на ТВ приемникот за да можете подобро нас да не слушнете, а секако вашето излагање е само преку телефонската слушалка. Така, па да ве слушнеме сега. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Не слушаме? Одлично. Наубаво ве слушаме, Добро, повелете. пошто 2 пати ми се исклучи за това. Значи да ви кажам, ниски плати, тоа е катастрофа. Дали пензии, дали плати скапаш, живеачка, нешто ненормално. Меѓутоа, од големиот непотизам што го има кај нас, каква дополнителна, некој нема ни редовна работа. Значи, ова е катастрофа невидена, кога ние имаме илјадници луѓе што не работат да взимаат плата од државата, тоа се парите на граѓаните, не знам што да дискутираме понатака. Значи, некој толку ужива без да работи без ништо или можеби негде да си работи и во странство и не друго и плюс и зима плата од државата. Значи, ова е таков неред од државата со народните пари, значи, со луѓето од народот, некои од устата двојат, за да можат да платат комунали и ред други работи, све како што треба по протокол, а друг некој, работи повеќе работи места, а еден нема буквално ни динар. Чека од неговиот родител да добие некој динар, пошто не може некој да најде работа. Значи, ова е ненормален хаос во државата. Не знам како може вака да биде еден ваков неред. Значи, работа има. Еве сега дека ја гледам дека работа има. Меѓутоа, како се прима, што се прима, ја тука стварно не знам. Затоа што, ќе ти кажам, непотизмот прави катастрофа од неред во државата. Треба некако да се среди. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Треба се среди. Треба да се средуваат работите, но што е најважно е дека ние секогаш сме инспирирани од вас да ни дадете и идеја за теми и дискусии со кои што токму со вас би сакале да ги споделиме пред јавност. Но време е да вклучиме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Верувам дека добро се слушаме. Црвена линија. Добар ден. Да.
Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Сакам да кажам нешто во врска со немаштијава. Ајде да ве слушнеме. Јас сум пензионерка, веќе 10 години, 11, 12.000 пензија не ми стасуваат. Меѓутоа, нешто се повредив, од комисија ми одобрија да зимам нега за трето лице. Има година дена, како имам поднесено барање, немам добиено ни еден денар, а лекарства многу пијам. Ова е добра идеја за Да, тема. да. Може да се спроведе во нова тема се направи. Ту мај сега година дена како имам и како ми е одобрено. Немам ни еден денар добиено од социјалното. Три ти одам таму, ги прашувам, немаме добиено мислење од комисијата. Како е можно? Се добива впечаток дека можеби вам ви е најпотребна дополнителна работа, но се разбира поради возраста и тоа што сте во пензија е невозможно. Но дали во животот сте работеле дополнителна работа? Работа плюс. Пензијата ми е моја. Сум работела во трафика, јас сум лице со посебни потреби. Меѓутоа, ете така се случи, се повреди, паднав и ми одобрија 2 години да зимам туѓа нега. Меѓутоа, ни брак, ни белек од тоа. Така, благодарам што се вклучивте во црвена линија, ни дадовте и идеја, еве предлог идеја ќе ја речеме со Тео, за да размислиме да ја поставиме оваа проблематика и како тема во црвена линија. Така, еве пред да го приклучиме нашиот следен гледач, мислам дека може малку се посветиме кон Facebook коментари, односно пораки, имаме прашање, односно појаснување од Дејан. Поздрав, на неколкумина темава не ми е јасна. Објаснете ми ја добро, значи, во работа едноно си бараш дополнителна работа или по неколку часови плюс? Така, убаво објаснивме ние, но она што сметаа, барем од излагањата граѓаните, дека некои велат нема потреба од дополнителна работа. Некои сметаа дека целосно треба да се свртиме кон обработка на земјата, односно кон земјоделието, со цел да се обезбедиме храна, бидејќи можеби најголемата битка се води со високите цени на прехранбени производи. Добар ден од црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ние ве слушаме, дали? Добар ден. Се надевам намален е тонот на ТВ приемникот, подобро да не слушнете со Тео. Дали уште еднаш еве Тео, ајде ти со твојот глас. Добар ден, ние сме на линија. Да, Добар ве ден. слушаме, вие сте на линија Вие сте, и да. тоа сте во црвена линија. Па вака, сега ние, значи не сме некако прво вработа и ние ни пак дополнителна работа. Така да во поизминати години прашуваат сите во која возраст и секако да се вработиме ние, па камо и дополнително. Добра. Значи, доста луѓе се без работа, а вие поставувате прашање дополнително. И тој што работи од 6 до 3... Има многу луѓе што работат дополнителна работа. Да, поради тоа што платата им е мала. Да. И сега од 6 ставајле до 3, после како ќе одите пак дополнително. Значи, тоа не оди така. Па имаат побарување, жените, некои од жените, мислам, сакаат да работат чување деца, некои чистење, некои дури работат на... Да, ама што се послободни, меѓутоа ние физичка работа, ако работиме до 3, после ке ќе одиш. Така, ефективноста е намалена и потоа немате сила за нешто друго, така? Значи тоа... Јасно, јасно. Па затоа велат ти предизвик. Кој може дури си одзема слободното време и од силата? Парите секогаш се малку, и на 3 места да одиме, тоа е џабе. Скапијава е голема, мали платите и... Така. Кај да одиме? Еве, ја не сум работен, барам работа, ме прашува колку години имаш и после не ти се јавува. Така е. Ние ви посакуваме што поскоро да најдете работа и може би виднаш и по црвена линија да тргнат работите на подобро, а она што е важно за нас е дека сега ќе вклучиме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како сте? Дали сте во програма? Вие Така, сте. во црвена линија сте, да. Сега вака. До прво ќе има ниски плати.
Така. Од Каваје се јавувам. Голем поздрав. Сега вака, СП Македонија од 37 во Скопје и така не може. Мора да се постави мораториум и да се воведе прогресивен данок и процентот на преструктурен данок да се некаси. И така се полне буџетот. Не може Македонија мала земја 10 стопански комори да има во Скопје најповеќе. И да се воведе речко, како се вика ова, децентрализација. Оној Зоран Милевски зошто зима плата, ја не знам за таа децентрализација. Тие министерства треба да се укинат. На Македонија е мала земја. Не може 5 стопански комори да има во Македонија. Тоа е трагедија за Македонија. Македонија е мала земја и ништо повеќе да се најповеќе да се инвестира во земјоделие. Така, времето истече. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Така, сега пред да го приклучиме нашиот следен се враќаме малце на Твитер со нови 2 објави. Одиме со првата. Пари никогаш доволно, пријателе. Затоа работам у слободно време, втора работа. Родителите мои имаат, не можам да се пожелам. Но јас кредитот за стан сам си го плаќам. Не ми помагаат зашто јас не сакам. Не се сите исти, тоа ми беше забелешката. И одиме со следната објава. Добро е што работам само до петок. Лошо е што работам втора работа за викенд. А да слушаме дали некој од вас работи дополнителна работа. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Црвена линија, повелете. Не знам, малце ми е темава, не знам, абсурдна. Јас така сваќам или така е. Каква е таа дополнителна работа? Колку часовно работно време, знаете, има во Македонија? Па и ве вака ќе ви кажам. Најчесто, како што напоменав, некои нагласиле дека бараат дополнителна работа од 20 до 25 часа неделно. Тоа значи дека времето кога не ја работат првата работа, останатите слободни часови сакаат да ги искористат за работа плюс, кое што ќе им донесе дополнителни приходи. Треба да е слободен човек па да бара дополнителна работа, инаку знаеме дека неделата е 42 часовна работна. После 42 часовна, значи после 7 часи активна работа, кој е тој способен да работи дополнителна работа? Верујте, постојат случаи кои што тоа го прават. Не знам да ви кажам право, оваа тема, јас се извинувам, ама не знам зашто сте ја поставили. Тоа е абсурд. Сега, ако секој си има свој мислење околу ова. За ова. неверување дека дури постојат луѓе кои што можат да работат 24/7. Но тоа и се случува. Еве, сите бараат втора работа и тоа токму поради финансии. Дури и оние кои што сведочат, кои што бараат работа, велат дека најчесто бараат работа од дејноста преведување, правење на анкети, промовирање на производи, се само да се зафатат со ангажмани кои ги избираат граѓаните само со една цел да се заработи плюс. Така, пред да го приклучиме нашиот следен гледач, малце се враќаме на Твитер со објави нормално за нашата тема. Одиме од Софре. И јас работам во смени. Значи едно е сменска работа, друго е и прва и втора. И да, работа во викенд плюс дежурство на медицинскиот персонал им е платено 150 плюс проценти и се тепаат кој да биде дежурен преку викенд. Одиме со следната објава. 2 од 2 со една плата, од 8.000 се мачевме со 2 деца. Сум одел на втора работа, сум работел се и од никого не сум се заложил. Фала Богу, последниве 6-7 години почнав да работам прилично добро и за македонски услови платата е солидна. Има моменти си се чудам сам себе си што не сум издржал, вредеше. Така, за некои вреди тоа и тоа веќе напоменеме дека дури некои постови се актуелни на темава и во 2019 година. Така е. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, вие сте во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Од кому
Куманов гледаш. Голем поздрав до Кумановче. Господишата колку работи неделно ме интересира? Се извинувам? Колку господишата работи, не Тео? Колку работите Јас вие колку неделно? работам стандардно, сега часови се знае 8 часа дневно. Да. Но јас имам искуство да работам дополнителна дејност, многу е тешко, но ајде да не го земаме времето за тоа јас колку сум работела, кој е вашиот однос во однос на тоа да се бара дополнителна работа? Јас работам 22 сата во недела. Така? Добро. И дали имате... И заработувам добро. Тоа е одлично. Значи вие немате потреба да си одзимате од своето слободно време. Да. Тоа е голема среќа. Добро, каде го гледате решението? Може би во поголеми примања секако. Бидејќи сите велат за повеќе финансии го работа тоа. Па за мене е добро финансии во Македонија, супер. За мене е добро финансии во Македонија. Ја не гледам финансии во Германија, во другите земји. Така, за вас во Македонија има добри приходи. Благодарам што се вклучивте. Уште еднаш поздрав до Куманово. Имаме уште време 02-307-6677 и вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот за да може јасно и убаво се слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Црвена линија. Ало, ме слушате? Да, одлично, Одлично. ме слушаме, повелете. Така, вие ме слушате, ја ве гледам. Па да ви кажем, прв пат се јавам вашата емисија. Драго ни е. Прво да поздравам, да те пријатен ден. Благодарам. За темава баш денес, ко сум толку иритирана со ниски плати, скапа живеачка, обично ја не одам да пазарувам, пазаруваат децава мои. И секојдневно ми кажуваат некои цени фрапантни, така што дури не им верувам, фискалните сметки ги барам, викам да не ме лажат случајно. Значи, не да е скапа живеачка, двајца вработени сме, јас и син ми, взимаме 45.000 плата, апсолутно не ни спасуваат. Се прашуваме каде е проблемот, проблемот е што има. Струјата е многу висока цената, комуналиите се многу високи, сите со кредити сме задолжени, кој оваа банка, кој оваа банка. Имаме на представки исто така за извршителите. Не знам зашто некој нас разговара, зборуваше јавниот правобранител, ќе се крателе некои камати, ќе се крателе. Не може 30.000 долг да достапа до 120.000 денара, да молам за неколку години и да бидеме баш должничко робство до крајот на животот. Не знам, мислам на тој акт дали е поминат преку влада, дали е сторено со тоа нешто. Мислам тука акцентот треба да се нагласи, посебно кај извршителите. Благодарам што се вклучивте прв пат во црвена линија, да не биде и последен пат, а сега одиме со реклами. Еве сме ние назад после рекламите, а сега како што кажавме на почеток и како секоја емисија, време е за крајните резултати на нашето анкетно прашање на Инстаграм црвена линија. Ниски плати, скапа живеачка. Дали имате потреба од втора работа? 73% гласаа со да, додека 27% гласаа со не. А ние гласам утре повторно да не гледате и да не го пропуштите новото издание на Црвена линија веднаш повестите во 16 часот и 15 минути. Информирајте се брзно и добро на telma.com.mk и останете со програмата на Телма. Довидуваме. Чао, чао.